Добар ден, ученици! Добре дојдовте во денешнава училница на час по ликовно образование, кој што малку е поврзан и со предметот природни науки. Јас сум Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска заедно ќе ја моделираме планетата Земја и низината внатрешност. Да видиме кој се цели на овој час. На овој час треба да се оспособите да моделирате фигури од пластелин, да добивате визија за изработка на тродимензионални предмети и најважното од се, да поврзувате знаења од други предмети при извршување на задачата. Што ќе ни биде потребно за овој час? Пластелин, моливче, ноже, фолија или некоја друга картонска подлога за да си ја заштитиме површината на која што ќе ги правиме денешните изработки. Пред да почнеме со нашето моделирање, да се потсетиме како изгледа планетата Земја однадвор. Сите ја препознавате, таа е единствената планета која што има сина и зелена боја. Сината боја што представуваше? Така, водените површини, а зелената, кафеавата, белата се копнените површини, значи таму каде што имаме држави, население, тоа се тие зелени делови. А како изгледаше Земјата однатре? Научивме на часот по природни науки дека внатре, во внатрешноста на Земјата, има неколку слоеви. Кои беа тие, дали се сеќавате? Јадро, течно на средината, прво е цврсто, а потоа е и течно. Понатаму имаме обвивка, или ја викаме мантија, и на крајот имаме земјена кора. Тоа е надворешноста на Земјата. За да ја изработиме планетата Земја со низината внатрешност, од пластелин, потребно е да ги следите овие инструкции што сега се дадени на ова видео. Сигурна сум дека ќе бидете воодушевени од она што ќе го добиете на крајот. Значи, прво се подготвува материјалот, се става заштитна фолија или картонска облога. Потребно ни е пластелинот, едно моливче и едно мало ноже кое што ќе го искористите со возрасен. Значи, прво знаете дека пластелинот добро треба да се изгмечи, да се употреби сила за да омекне. Со прстите го гмечеме, потоа со дланките формираме едно жолто топче, кое што ќе представува што? Ќе ја представува јадрото, така. Понатаму, откако го направивме жолтото топче, што го представува јадрото, ќе земеме малку помалку од половина црвен пластелин. Пак ќе употребиме сила за гмечење, да го обработиме пластелинот да омекне. Значи, силно гмечеме, но овој пат не правиме топче, туку ќе развлечеме кора. Ова потсетува малку на правење баничка со сукалка, кога нашите баби и мајки прават зелник, ете така кора. И сега во таа кора ќе го обвиткаме ова жолто топче што го представуваше јадрото, цврстото јадро. Еве сега убаво, фино со прстите, значи без да гмечеме, да стискаме, туку полека нежно го затвараме жолтото топче во црвеното и пак валкаме со дланките за да се измазни. Ова беше вториот чекор и сега одиме на третиот чекор. Тоа е изработката на наредниот слој. Сега ја земаме портокаловата боја, малку повеќе од половина, бидејќи ни се зголемува топката. Исто така ја гмечиме, вртиме. Ете гледате, пластелинот колку е помек, толку е полесен за обработка. Значи, плочнавеста површина правиме, еве малку со моливчето ја раздолжуваме таа кора да биде поголема, ја расукуваме, потоа ќе го ставиме целото црвено топче во овој портокалов слој од пластелин.
внимаваме, значи не применуваме сега овде сила, гмечење, туку само фино, нежно со врвот на прстите го затвараме топчето и пак валкаме со дланките за да добие убава мазна форма. И на крајот, време е за последниот слој. Тоа е земјината кора. Ја земаме целата сина боја пластелин. Исто така го обработуваме пластелинот да омекне. Пак правиме кора. Таа треба да биде најголема, затоа што треба да ја обвитка целата портокалова топка. Еве, ќе измазнувам со моливчето. При одлепување ќе внимавате полека да не ја скинете. И сега го затвараме ова топче или го облекуваме во ова парче пластелин. Фино со прстите. Значи, овој момент тука е важен, да не го деформираме топчето. И пак во дланките нежно го валкаме. Откако ќе се измазни, треба да додадеме уште нешто. Забележуваме дека веќе личи на планетата, но сепак нешто и недостасува. Ги добивме само водените површини. Сега треба да ги ставиме и копнените површини, да ги направиме континентите, значи на земјата. Ова го правиме со мало парченце зелен пластелин, кое што го лепиме нежно со прстите врз плавата површина. Внимаваме, значи, да наликува на вистинската планета Земја. Не мора да биде баш иста како што е на вистина, меѓутоа ќе ставиме неколку зелени површини, а ќе ставиме и малку бела површина, без бел пластелин. Тоа ќе го представува што? Одлично, северниот пол, кој што е секогаш под мраз. И затоа овде ставивме бел пластелин. Ќе додадеме уште малку зелени површини и потоа веќе нашата планета заличува како да е вистинската. Еве, малку ќе ја извалкам за да ги соединам зелениот и синиот пластелин. Сето тоа го правиме нежно. И наредниот чекор е всушност и најинтересниот чекор, што вие ќе го направите со помош на некој возрастен. Значи сега треба да ја пресечеме на средина оваа наша земјена топка, за да ги видиме слоевите во незината внатрешност. Значи при сечењето треба внимателно со остро ножче да не натискаме, за да не ги деформираме слоевите. Знаеме дека пластелинот кога е мек лесно се деформира и затоа ќе бидеме внимателни. Така, еве, вака изгледа земјата во незината внатрешност. Еве неколку фотографии како изгледа однадвор и како однатре. Ова се изработките на учениците. Беа воодушевени од она што го добија. Научија многу за планетата Земја преку игра и забава, значи ова беше прекрасен час. И јас сум задоволна од тоа што го добија како резултат и затоа ве предизвикуваме и вие дома да го направите истото. Ве оставам да уживате во вашата задача и ви благодарам на вниманието.